Анита, моментално можете да видите пред мене се движиме со полициски конвој на единицата за специјални задачи, се упатуваме од Катланово спрема атарот на селото Козле, за каде што се претпоставува дека е местото каде што практично се сруши авионот со 6 патника. Конвојот тргна околу 15 на минути, досега од разговорот што ги има пред малку со мештаните ни кажаа дека се уште никој не е отиден до горе, локалните жители само пријавиле дека, како што кажа во последното јавување, дека виделе оган и дека нешто паднало во атарот на нивното село. И сега со припадниците на ИСЗ се движиме кон селото и претпоставувам дека за 10 на 15 минути, ако дозволуваат условите на патот, ќе стигнеме до местото каде што е паднат авионот. Специјалните зема неколку мештани од Катланово пред се за подобра координација за да можат час поскоро да стигнат до местото каде што се претпоставува дека е паднат авионот. Значи да повторам, се работи за авион од марката Piper, мал патнички авион со германски таблици, кој околу 15 часот и 40 минути исчезнал од радарите. Требало да слете на Скопскиот аеродром само како транзит, односно да наполни гориво. Меѓутоа, по вообичаената рута каде што се движат патничките авиони за слетување му се губи трага. Како што кажав, може да забележите пред мене хермелините хамерите на единицата за специјални задачи се упатуваат на лице место, а со нив ексклузивно и екипата на телевизија Нова. Кога ќе стасаме до локацијата, ќе побараме вклучување и претпоставувам ќе можеме да ви ја пренесеме и сликата од лице место. Анита?